Кавадарчани синоќа во галеријата при Домот на културата Иван Мазов Климе имаа можност да присуствуваат на отварањето на изложбата на кавадаречкиот уметник Петар Наневски, насловена како Перизам или поетики во слики. На почетокот на присутните им се обрати директорот на Домот на културата Александар Малинков, за да потоа дел од своето творештво презентира поетесата Гордана Бохулски. Актерот Диме Коцески читаше афоризми, дело на Петар Наневски, а уметникот Горан Боев говореше за опусот на Наневски и ја прогласи изложбата за отворена. Петар Наневски е наш познат сликар и писател. И во двете уметнички форми, сликарството и писателството, тој има дадено многу. Како што и самиот кажува, тој не става граница помеѓу овие две форми на изразување, туку зборот го гледа и чувствува како лик и боја, а во бојата гледа за скриена поезија. Во неговото творештво, сликарот и поетот заедно екзистираат и се поддржаваат. Во својот најнов циклус на слики, работени во техниките гуаш и акварел, Наневски гради една романтична врска со неголемата револуција во историјата на уметноста, која се случува на почетокот на 20 век, а тоа е зародишот на модерниот ликовен израз, олицетворен во фовизмот и кубизмот како уметнички правци. Кај Наневски фовистичкиот аспект го препознаваме во изборот на бојата кој му прекозира натурализмот со својот чист и жесток тон. Бојата е присутна со целата нејзина сила, колку што тоа може да го дозволи акварелот, но сепак останува скротена во кубистичкиот аранжман на самата композиција. Токму во спојот на овие две противречности, бојата наспроти формата, Наневски го гради својот ликовен израз и ја создава својата естетска визија во однос на својот личен став за она што треба да биде хармонија и единство. Неговата поезија се објавува токму во моментот на препознавањето на оваа хармонија од страна на гледачот. Сликата и не може да биде прочитана на друг начин. Доколку не го препознаеме ликот на нејзината убавина, како ќе ослушнеме зборот на нејзината поезија. Со своето огромно и значајно творештво, Петар Наневски како сликар и како поет представува огледало инспирација за помладите генерации на уметници кои, следејќи го неговиот пример на посветеност и трудолюбивост, ќе успеат да го продолжат уметничкиот завет што овој уметник го остава за себе. Благодарам многу. Изложбата прогласи за отворена. На крај на присутните им се обрати и самиот автор Петар Наневски. Ова е доказ со изложбата да покажам дека уметноста е секогаш на почетокот. Наспроти сите оние скептици кои упорно тврделе од Плиние, Платон, Хегел, Мондријан, Боске, дури и нашиот бивш Карлежа и други, дека уметноста заврши и нема што да кажа. Се лизнале малку, посебно е штета што Хегел, еден од најголемите естетичари и филозофи во светската историја, го рекол тоа, меѓутоа, веројатно, не мислел баш така како тоа што го рекол, бидејќи уметноста е бесконечна, таа се раѓа со секој уметник, со секој покрет на четката, со секој повлекување на пенкалото и со секој удар на глетото и чеканот. Значи, уметноста почнува онамо каде што застанува реалноста, а каде што започнува фантазијата.